Државата најавува нулта толеранција за листерија и други бактерии во прехранбените производи. Досега дозволеното ниво на толеранција од сега се крати и се сведува на нула. Што за ова мислат производителите на храна? За крајните консументи тоа ќе значи сигурност, ќе имат уште посигурно тоа што го купуваат, меѓутоа и за дистрибутерите на месо и на сувомесните производи нема да биде тоа голема работа, затоа и што до сега ние се што е пропишува законот го применуваме. Промените во правилникот за безбедност на храна доаѓаат откако бактеријата листерија зарази 8 мина, а уби 4 лица. Производителите бараат внимателност и прецизност во терминологијата околу тоа каде и како е изолирана бактеријата, зашто производител и преработувач се многу различни работи. Па ако не се тоа многу добро објасне на самите производители, навистина ние ќе претрпеме големи штети, да не се дига паника, да не се ставаат сите производители и преработувачи во ист кош и да се обрне внимание затоа што ќе се нанесат големи загуби и на производителите и на преработувачите кои работат исправно. Досега се земени мостри од над 200 примероци од месо, месни преработки, млеко и млечни производи, зеленчук и овошје, а бактеријата е изолирана кај колбаси од 20 домашни преработувачи. Повеќе детали Агенцијата за храна и ветеринарство најави за во среда.